Значи, секој ден носиме илјадници одлуки, од тоа што ќе појадуваме до големи животни избори. Но дали некогаш навистина застануваме да се запрашаме како точно размислуваме? Што се случува таму горе кога решаваме некој проблем или кога ќе ни светне некоја нова идеја? Епа, денес ќе ги истражиме токму тие различни, фасцинантни патеки на нашиот ум. Прашање од $1.000.000, нели? Сите сме биле таму. И одговорот, верувале или не, се крие во тоа што во нашиот мозок постојат два сосема различни система на работа. Два тима кои постојано се борат за контрола. Ајде да нурнеме во ова. Ке почнеме со една од највлијателните идеи во модерната психологија – концептот за два различни система на размислување, кои постојано, ама баш постојано работат во нашата глава. Најлесно е да си ги замислите како два различни лика. Систем 1 е оној импулсивниот, инстинктивен пилот кој работи на автопилот, брз, интуитивен, емоционален. Систем 2 пак е внимателниот, аналитички копилот кој бара напор, бара концентрација за да се активира. И погодете што? Поголемиот дел од времето, главниот е систем 1. И ова не е само некоја си теорија, ова е откритие кое му донесе Нобелова награда на психологот Даниел Канеман, и тоа Нобелова награда за економија. Тоа само покажува колку моќно овие два система влијаат на секоја одлука што ја носиме. Размислете малку. Кога ќе видите луто лице, кога возите велосипед или кога некој ќе ве праша колку е 2 плюс 2, вие не размислувате свесно, нели? Одговорот и реакцијата само излегуваат. Тоа е систем 1 на дело. Брз, ефикасен, автоматски. А сега почувствувајте ја разликата. Самото читање на 17 по 23 веќе го тера мозокот да се напне, нели? Мора да застанете, да се концентрирате. Исто и со големи одлуки како избирање факултет или со напорни задачи како учење нов јазик. Ова е територијата на нашиот бавен, но неверојатно моќен систем 2. Ама брзината на систем 1 си има своја цена. Тој користи, да речеме, ментални кратенки, кои можат многу лесно да не измамат. Например, често се закачуваме за првата информација што ќе ја чуеме, дури ако е погрешна. Или пак, како детективи, бараме само докази што го потврдуваат она што веќе го мислиме, а се друго игнорираме. Да се биде свесен за овие ментални стапици е апсолутно клучно. Добро, значи имаме брзо и бавно размислување. Ама што се случува кога треба да решиме некој проблем? Тука влегуваме во еден сосема нов домен на размислување, дефиниран од психологот Джој Пол Гилфорд. Конвергентното размислување е како ласерски зрак. Фокусиран, прецизен, сечен и сите можности за да го најде единствениот точен одговор. Совршено за математика. Дивергентното, од друга страна, тоа е како експлозија на идеи, како распрскувач што фрла идеи на сите страни, без разлика колку се необични. Ова е вистинскиот мотор на креативноста. Ајде да го пробаме ова во пракса. Паузирајте ако треба. Сериозно, земете 1 минута. На колку начини може да се искористи една обична тула? И најважното правило – нема лоши идеи. Запишете се што ќе ви падне на памет, колку и да звучи лудо. Ова е чиста вежба за дивергентниот ум. И еве како тоа изгледа. Можеби прво помисливте на градење зид. Тоа е класичен конвергентен одговор. Но што е со притискат за хартија? Уметничка скулптура, можеби тек за вежбање, граничник во градината, стопер за врата? Секоја од овие идеи, која доаѓа од различна категорија, е доказ дека дивергентниот ум работи со полна пара. Океј, видовме како работи мозокот и како создаваме идеи. Ајде сега да видиме како градиме подлабоко разбирање. Како одиме од нештата што можеме да ги допреме, до големите абстрактни идеи што го обликуваат светот. Оваа скалила на абстракција е совршен начин да се објасни тоа. Замислете, почнуваме од најдолното скалило со нешто супер конкретно. Пријател ми позајми пари. Од тоа се качуваме едно скалило погоре и заклучуваме тој е добар пријател. Потоа уште едно скалило. Пријателите си помагаат. И така, чекор по чекор, стигнуваме до врвот, до еден универзален принцип за човечките односи. Вистинските мајстори на размислувањето знаат постојано да се движат горе-долу по овие скалила. Добро, ги поминавме основите. Сега е време за алатките за професионалци.
Ова се вештините кои навистина го прават умот остар како брич. Логичкото размислување е како арбетот на нашето размислување. Тоа е архитектурата. Ни дава структура, ни помага да градиме цврсти аргументи чекор по чекор и да доаѓаме до докажливи заклучоци. Тоа е јазикот на науката и математиката. И ако логиката е архитектурата што ги следи правилата, креативноста е уметникот кој ги крши. Креативноста е онаа искра што поврзува две наведум неповрзани идеи и создава нешто сосема ново. Таа е моторот на секоја иновација. И сега, да зборуваме за вештината што ги обединува сите – критичко размислување. И да расчистиме нешто веднаш. Ова не значи да се биде критичар и само да се наоѓаат мани. Не. Тоа е способноста објективно да се анализираат информации, да се мерат аргументи и на крај да се донесе разумен, информиран заклучок. Тоа е местото каде што логиката и креативноста се среќаваат. И најдобриот дел. Критичкото размислување не е некоја магија. Тоа е процес, систем, што секој може да го научи. Прво, собираш информации. Потоа, ги анализираш, ги разложуваш, па ги евалуираш, дали се веродостојни, ги поврзуваш различните делови за да ја видиш големата слика и на крај формираш свој информиран заклучок. Добро, теоријата е одлична, ама како ова да го примениме во пракса? Добрата вест е дека размислувањето е како мускул. Колку повеќе го вежбаме, толку станува посилно. Па ајде да видиме неколку практични вежби. Сакате поголема креативност? Прво, водете дневник на идеи, без цензура. Второ, намерно комбинирајте работи што не одат заедно. И трето, можеби најважното, дозволете си да ви биде досадно. Оставете го телефонот. Најдобрите идеи се раѓаат токму кога умот слободно талка. За поостро критичко размислување, усвојте навика, постојано прашувајте зошто и како го знаеме ова. Пред да поверувате во нешто, барајте докази и читајте различни перспективи, особено оние со кои не се согласувате. Тоа е најдобриот ментален тренинг. И конечно, како да го скротиме нашиот импулзивен систем 1? Едноставно е. Забавете. Особено пред важни одлуки. Направете чекор назад. Старата добра листа за и против навистина функционира. И да, спите повеќе. Докажано е дека добриот сон е еден од најдобрите начини за подобрување на одлуките. На крајот на денот, сите ова може да се сумира со една мисла на Ајнштајн. Учењето факти е лесно, но вистинската моќ лежи во вештината да се тренира умот како да размислува. Значи, прашањето за крај е: кој тип на размислување ќе се обидете да го вежбате денес? Можеби ќе му дадете шанса на дивергентното размислување за некој стар проблем или свесно ќе го активирате систем 2 пред следната голема одлука? Изборот е пред вас, а патувањето кон подобар ум започнува токму сега.